Филигран. Името филигран доаѓа од латинските зборови филум, кој значи нишка, и гранум, кој значи зрно, кој како збор се востановил во 17 век во Франција. Филигранската техника е позната од многу одамна, уште од 2500 година пред новата ера. И во текот на вековите со незе се изработувал прекрасен накид, како и украсни предмети на кои и денес им се воодушевуваме. За изработка на предмети со оваа техника се користи сребрена, златна или поретко бакарна жица за компонирање на мотивите. Нишките од жицата се виткаат и преплетуваат, меѓусебно се врзуваат и така се обликува сложен мотив кој може да биде положен на метална подлога или да биде слободен. Мотивите од филигранска жица се различни од геометриски фигури до цветови и животни. На вака изработените предмети понекогаш се ставале ситни метални куглички. Иако филигранот стана посебна гранка на јувелирството во модерното време, оваа техника била составен дел на златарите од античко време. Имено, целиот накид на етрурците и во Стара Грција бил правен со лемење наместо со резба или гравирање на материјалите. Филигранот е најраспространетата техника уметничката обработка на сребро и злато. Бидејќи не постоеле мостри и шеми за изработка на мотиви, кај оваа техника најмногу е пројавен поединечниот народен дух. Секој мајстор ги комбинирал шарите од умот, а добрите мајстори на филигранот биле надалеку прочуени и добро платени за својата работа. Филигранската техника првенствено е застапена во Средоземјето. Познати се примероци накид кои се пронајдени во Троја и кои потекнуваат од 2500 година пред новата ера, како и во Микена од 1500 година пред новата ера. Преубави примероци накид, изработени со филигранска техника, откриени се во етрурските гробници кои потекнуваат од 6 век пред новата ера. Во Стар Рим филигранската техника се користела на големо. Под влијание на римската уметност во време на големата преселба на народите, оваа техника на изработка на накид била широко прифатена и кај германските племиња. Својот зенит го достигнува во Византија од 6 до 12 век. Може да се каже дека филигранската уметност се состои од виткање, усукување и плетење на тенки метални жици и нивно спојување, лемење една со друга во точките на допир, како и со подлогата. За гранулирани мотиви се сечат мали парчиња од златна или сребрена жица, кои потоа се лепат со дувало или лемило во денешно време, при што добиваат сферичен облик и малку се разликуваат меѓу себе. Брошовите, крстовите, обетките, копчињата и други лични украсни предмети изработени во филигранската техника во денешно време, за да го задржат својот облик, се зацврстени со метални плочки или лем.